Значи денеска сме во Штип да зборуваме за зелени вредности, социјална правда и антинационализам. Односно зелените дојдоа и во Штип и ќе доаѓаат и понатаму. Ќе бидеме тука за да помогнеме во промоција и негување на зелените вредности, на потребата на решавање на социјалните прашања во нашето општество и борбата против национализмот, односно развивање на култура на антинационализам како едно од можните решенија, меѓутоа и приоритети кои што се битни за нашето општество. Зелените доаѓаат, односно зелениот караван на Цивил што ние го започнавме во Скопје преку инфоштандови, го продолживме со низа други активности, работилници, ќе имаме и завршна конференција на крајот на проектот, е со цел за, како што реков, промоција и подигање на јавната свест кај граѓанките и граѓаните, меѓутоа и кај носителите на одлуки на локално и на национално ниво, за тоа што представуваат зелените вредности, како да ги негуваме истите и како тие се поврзани со социјалната правда и со антинационализмот. И воедно, како заеднички, можеме да придонесеме за да ги помрднеме работите од мртва точка. Исто така, Цивил или Зелен Цивил, како организацијска единица на Цивил, преку едукација, преку промоција, преку подигање на јавната свест за зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот, се обидува да креира едно зелено движење кое што преку креирање на политики, зелени политики, ќе влијае на оние кои што ги донесуваат финалните одлуки, за да формираме на крајот или да добиеме општество во кое што ќе можеме да речеме дека имаме зелени вредности, дека правдата ни е задоволена, дека човековите права, среќата, достоинството, слободата ни се загарантирани. Она што исто така можам да го додадам барем во овој дел пред да го замолам Џабир да малку повеќе да ни објасни, е дека најмногу штетно влијание во однос на нашата борба против национализмот, во задолување на социјалната правда, меѓутоа и во негување и разбирање на зелените вредности, лажните вести, дезинформациите, како и говорот на омраза и националистичката реторика, и тоа е уште една борба која што ние се обидуваме да ја добиеме со цел да ги постигнеме главните цели не само на проектот, меѓутоа и главните цели на нас како општество и како заедница, независно дали сме на локално или на национално ниво. Џабир? Благодарам за воведот кој впрочем загатна и повеќе теми кои се однесуваат на основните програмски и стратешки заложби на Цивил по долги години, практично од основањето во 1999 година, меѓутоа уште по динамично, по структурирано од 2009 година. Особено важно е партнерството на Цивил и организацијската единица Зелен Цивил со германската фондација Хайнрих Бел. Ние можеме да се пофалиме со 6-годишно искуство во навистина успешни, видливи и сериозни проекти кои на некој начин ги промовира за прв пат на нови начини зелените вредности во нашата земја. Зелените вредности во прв ред ги подразбираат човековите права и човековото достоинство. Кога ќе кажете, и тоа го споделив пред малку и во интервјуто со колешката од Македонската информативна агенција, тоа кој ќе кажете зелени вредности, најголем дел од луѓето подразбираат зелени вредности, под зелени вредности подразбираат комунална хигиена, комунална чистота, здрава храна, чист воздух. Да, тоа воопшто не е погрешно, меѓутоа е многу ограничено гледање на зелените вредности. Забележуваме и од анкетите и од комуникацијата со
одредени институции со луѓе на одговорни места во политичките структури недоволно познавање на тоа што подразбираат зелените вредности. Кога кажав на почетокот дека зелените вредности подразбираат човеково достоинство, почитување на човековите права и слободи, тоа е само еден дел од зелените вредности и јас би кажал уште неколку, кои кога ќе ги слушнете ќе кажете па ова се европските вредности. Точно, тоа се сите европски вредности за кои знаеме, плюс надоградени со неколку нови категории, како што се ако зборуваме за социјална правда, тогаш кај зелените вредности зборуваме и за еколошка правда. Кога зборуваме за развој, зборуваме за одржлив развој. Кога зборуваме за економија, зборуваме за одржлива економија. Кога зборуваме за работни места, вработувања, зборуваме за одржливи зелени работни места. И така ќе дојдеме до ситуација во која ќе забележиме дека ако сакаме да ги почитуваме и спроведуваме зелените вредности во едно општество, во еден систем, во една држава, во една општина, ние мораме да ги гледаме тие зелени вредности во нивното единство, бидејќи тие не може да се поделат. Затоа ќе ве прашам еве и вас. Дали сте виделе сончев колектор на куќа, на живеалиште на сиромашно семејство? Ако сте виделе, ве молам, кренете рака. Или пак тој покрив, бидејќи се работи за сиромашно семејство, самиот без да му додадете нешто може да падне заради тоа што е трошен. Заради тоа што тоа семејство нема пари да си го поправи покривот на куќата, а камоли да размислува за сончеви колектори или други модерни средства, односно алатки со кои може да ја подобрат животната средина и така натаму. Не можете. Туку тоа што ќе го забележите дека сиромашните семејства за да се загреат зиме користат се и сешто. Од даски, гуми до украдени дрва и така натаму. И тоа не е затоа што тие се така родени. Тие се ставени во некаков општествено-економски контекст во кој не успеале да се справат со својата сиромаштија. И кај нив не можете да очекувате почитување на зелените вредности, не е кога тие не сакаат или не знаат, туку затоа што тоа е едноставно невозможно. Понатаму ќе ве запрашам, дали знаете за општество или за град во кој постои страф и поделба? По политичка, етничка, верска, било каква поделба. Каде што луѓето се плашат за својата безбедност, каде што луѓето меѓу себе се мразат. Дали таму мислите дека може да биде возможно почитување и спроведување на зелените вредности? Одржлива економија, одржлива енергија, здрава животна средина, чист воздух, мерки за чист воздух и така натаму. Дали може едно поделено општество да го ставите во насока на одржливо општество, односно одржлива енергија и економија? Или тоа е општество во кое секој се плаши за својата безбедност заради тоа што мислат дека другите ќе ги нападнат, ќе им украдат нешто, ќе ги навредат, ќе ги мразат или дека мораат да одговорат со одредени мерки да мразат и тие и така натаму, затоа што таа другата страна, нека биде тоа и политичка партија, нека биде тоа друга етничка заедница или не знам што, може да ги загрозат нив и нивните животи и достоинства. Дали таму можеме да зборуваме за зелени вредности? Јас мислам дека е многу јасен одговорот на ова прашање. И од вашата реакција исто така можам да и од реакциите во другите општини каде што сме го поставили истото прашање можам да заклучам дека е јасен одговорот. Не мора многу да се дискутира на таа тема. Одговорот е не. И заради тоа ние кога го зборуваме за зелените вредности, особено ја истакнуваме социјалната правда и потребата да се бориме против национализмот, бидејќи тој ја разградува и ја дестабилизира внатрешната структура на едно општество, на една заедница, на една општина или на една држава, каква што е нашата. И заради тоа е важно да споменеме, прво, не дека луѓето на улица не знаат доволно,
туку институциите и луѓето кои работат во институциите треба да ги отворат своите погледи и навистина суштински да ги разберат вредностите за кои зборуваме и нив да почнат да ги применуваат. Затоа што поинаку ќе бидеме само на патеката за наназад. Не можете да истурите вие и не знам колкави пари во едно општество или во еден систем, ако вредностите за кои денеска зборуваме овде не се разберат и не се применат, тие пари ќе отидат во неврат, односно ќе бидат истурени во ништо, во бунар без дно. Заради тоа е важно луѓето кои се во институциите да бидат спремни, дали се тоа луѓе во општинските совети, дали се луѓе во подрачните или во централните институции за каде што се креираат образовните политики и практики, дали се тоа наставен кадар, луѓе во културата, луѓе во медиумите и така натаму, или во граѓанското општество, да не го заборавиме, ние мораме да ги прифатиме овие вредности, да ги сватиме такви какви што се и да почнеме да ги промовираме како такви. Во спротивно не можеме да разбереме. Кој ќе кажеме зелени вредности, па да, воздухот во Штип е чист заради тоа што има ветрови, меѓутоа отпадот малце ни е поголем проблем. И луѓето фрлаат отпадоци на улица. Не, тоа е само еден дел, мал дел од тоа за кое ние зборуваме овде. Мораме да ги гледаме работите во нивното единство, неделиво и да почнеме решително да ги спроведуваме. Во спротивно нема да успееме да добиеме перспективи такви за кои зборуваме на некои декларативни централни нивоа. Ако тоа не го спуштиме и не го примениме во секојдневниот живот. Јас и како активист на цивил, член и на раководството, меѓутоа и како автор на новинарски текстови и анализи, постојано се обидувам да ги преточам во различни форми овие тези, односно овие теми, и да ги приближам што е можно повеќе до моите читателки и читатели. Меѓутоа, битно е кога од другата страна, или јавноста, кога ќе ги добие овие информации, треба да реагира некако. Битна е реакцијата. Битно е тие луѓе кои ќе го прочитаат или кои ќе го видат ова видео што го правиме ние, да имаат некаква реакција, да кажат ова е небулоза, ова е невозможно или ова можеме да го примениме некако во некоја стратегија во чекор по чекор. За сам крај, јас се извинувам ако го одземав предолго времето според агендата, не сум сигурен како точно изгледа. Би сакал во името на организацијата да ве поканам, секој од вас што е тука може да се чувствува поканет на националната конференција, која според првичниот план е замислена да биде на 7 октомври, меѓутоа не знам кога точно ќе биде закажана таа национална конференција. Јас мислам дека ќе биде во Скопје, но не е исклучено да организираме и на некое друго место, зависно од тоа како ќе на каков прием ќе наидеме кај локалните структури. И на таа национална конференција фокус групите, за која анализа постои, мислам дека е дел и објавена, анкетите што ги правевме низ целата земја со граѓанките и граѓаните за нивните идеи, за нивните засегнатости, ќе бидат исто така изложени на таа национална конференција и исто така меѓу останатото, нели има и други работи што ќе ги изборуваме, ќе имаме и еден сет препораки до владата, до локалните власти, до медиумите, до граѓанското општество, до институциите, до релевантните институции, сет препораки што треба да се направи, за да можеме зелените вредности да ги видиме прво. Луѓето да се запознаат со нив, а второ, да почнеме да ги применуваме. На таа национална конференција очекуваме да се пријавите, вие или ваши колешки колеги, за да можеме заеднички да дојдеме до што е можно по-релевантни, по-содржајни, по-конкретни заклучоци
за да можеме потоа да гледаме и како се применуваат, ако воопшто се применуваат. И секогаш ќе бидеме тука и да критикуваме, не само да предлагаме. Многу ја отекнав. Не, јас мислам со оглед на тоа дека замислата на ова е да ве слушнеме и вас, кои што сте овде присутни, и соработката е и меѓу граѓанките и граѓаните, меѓутоа и со оние што ги носат одлуките на општинско или локално ниво, и со оглед на тоа дека имаме представници од општината. Јас би ве замолила, доколку имате нешто да кажете на оваа тема, што и нам би ни помогнало, меѓутоа и што би ги запознале малку повеќе граѓанките и граѓаните на Штип, што, например, на локално ниво се работи во однос на овие теми. Имаме представники од политичката партија Дом, меѓутоа имаме и представник Сонја Китанова од... Ви благодарам за поканата, ви благодарам што одлучивте и во Штип да направите ваков настан. Јас сум Сонја Китанова, секретар на општината Штип. Најпрво да го изминам градоначалникот, заменикот градоначалник, беше спречен да дојде, ни имаме после вас една друга малку понепријатна ситуација. Ни почина еден бивши председател на општината, ќе има комеморативна седница и нашиот заменик градоначалник мораше да биде таму вклучен. Благодарам во име на семејството, во име на општината. Што се однесува до вредностите што треба да се камен темелник на едно општество, општината Штип стои на својот цврст став дека најпрво и најважно се граѓанските права и ги поддржува во истите во целост. Инаку, знаете вие дека одлуките се донесуваат од страна на Советот на општината Штип. Сите одлуки градоначалникот има обврска да ги објави, а потоа да ги спроведе. До сега односите помеѓу градоначалникот и Советот се на многу високо ниво. И со досегашниот градоначалник кој сега ни стана министер, и со заменикот градоначалник. Оценки од 1 до 10, ќе ги ставам број 10. Затоа што работат на иста страна се за доброто на граѓаните. Се согласувам со она вие што рековте во вашиот вовед, дека и сите ние, еве во кој и јас ке се ставам, кога го чуеме зборот зелени, размислуваме на темата што ја кажавте вие. Екологија, комунални дејности, но ќе кажам една работа. Јас долги години работам во оваа општина и бев раководител на одделението за комунални дејности. Треба да се работи на едукација воопшто на населението, не само од пониските слоеви неедуцирано население, него воопшто дека кога се зборува за комунално живеење, нашиот народ подразбира да имам улица, водовод, канализација и улично осветлување. Значи, многу е битно да знаат прво што подразбира комуналното живеење. Не се комуналното живеење само 3 работи. Комуналното живеење значат многу, едно 20 на работи од комунални дејности, кои се само еден мал дел од ова што зборувате вие. Второ, свесни сме и ние како општина дека еден подолг временски период вредностите на ова општество одеа надолу. Ние имавме вредности кои не се вредности, а се истакнуваа како вредности за кои ние сега ја носиме нашата држава на прав пат и ако 10 години вредностите паѓаа, нас ке ни требат, верувајте, по наше мислење, околу 20 години повторно, барем да ги донесеме на ниво кое биле во пред да почнат да паѓаат тие вредности на ова општество. Инаку во секој момент и во секоја прилика како општина ја ставаме на прво место толеранцијата помеѓу жителите. Ние сме едно хомогенно општество во општината Штип, значи немаме многу националности, националностите кај нас се во многу мал број, со последниот попис што и не треба ни да го спомнувам,
Имаше околу 2000 жители од ромската националност и околу 1000 жители останатите. Значи ние сме едно, да речам, под наводници, чисто да не ме разбери некој погрешно општество, односно град. Меѓутоа, и тој мал процент на припадниците на останатите националности од страна на македонската националност према нив секогаш се обраќаат, односно сметат дека не им се рамниш, на што треба многу да се работи, бидејќи ти се истите граѓани со истите права и должности во ова општество. Се обидуваме да створиме услови за живот во сите населби во општината. Преземаме многу действија за да им се подобри комуналното живење, но и како општина сме свесни и го поддржуваме ставот дека со слаба економија нема добро живење. Значи, ќе се трудиме во рамките на програмата на владата на Република Македонија со наше 100% поддршка дека економијата треба да тргне напред, затоа што ако ние викаме дека во западните земји се живее убаво затоа што тие западни земји имаат добри економии и затоа што луѓето економски се независни и тоа ги тера самата независност да се завртат на други вредности, а не да мислат на сопствената екзистенција. Јас ви благодарам за уште еднаш што ми дадовте можност да ви се обратам. Се наведувам дека не сум надвор од темата и дека одговорив на прашањата што се тема на денешната средба. Ви благодарам. Дали може да ни дадете попис од 3 најголеми проблеми кои ги имате во општината? Од сите области? Од било која област? Па ќе почнам со тоа дека за разлика од другите општини ние навистина ние и немаме некои кузне какви проблеми што се однесува до комуналното живење. Со оглед на неколку помали села во кои се напуштени заради економската ситуација, заради тоа што се преселиле во градот, ние имаме, да речем, 90% покриеност со водовод во селата, канализации. Не, меѓутоа имаме покриеност со водовод во сите села. Населбите ни се комплетно уредени, но го подобруваме живеењето нормално со правење на нови канализациони линии, односно реконструкција на старите канализациони линии. Голем проблем представува имплементацијата во живењето на ромската популација. Имаме населба каде што доаѓаат и од други градови се населуваат. Имаме една друга населба во која заради тоа што им беа опожарени нивните куќи мораше да ги сместиме како нужен смештај во едни стари згради од медицинскиот центар, кои на вистина се под секое достоинство за живење и каде што направи самото тоа подолго време се веќе таму и само со тоа што живеат таму почнаа да развиват некои асоцијални однесувања и на вистина тој не е малку поголем проблем. Што се однесува до амбиентот на живење, знаете, сами кажавте, ние имаме одличен воздух, може би благодариме на ветрот, меѓутоа сепак се случува и кај нас, меѓутоа јас имам обичај по социјалните мрежи да ги постирам секој дневно тие резултати што ги имаме. Јас мислам дека тоа само би го истакнала. Добар ден на сите. Мене навистина ми е посебно задоволство кога предмет на некоја расправа јавна или трибина или работилница или не знам што ги опаќа за мене лично, практично и за мојата партија, таму кај што припаѓам, темите од областа на ова што Џабир Давала го представи, значи тоа не е една тема, тоа е една лепеза на, не знам, неколку
како да кажем, да се изразам, дисциплини, дел од животот, односно навики, практики, односи, култура, се тоа еден сплет, како тој и фино го објасни, кои се некако темел за градење на една нова, да не речам држава, да се фокусирам на тоа кај јас припаѓам, односно една нова општина со модерни вредности, кои се исклучително значени за да ние, она што рековме како збори многу, не ми се, веројатно од вас го слушнав, не ми се допаѓа, меѓутоа тоа е вистината, за жал, да се мрднеме од мртва точка, што е поразително и некако е депримирачки. Значи, ние како независна држава, ќе се вратам малку назад, веќе имаме 30 години независност. За жал, општа констатација на секој политичар, активист или не знам, па на крајот и од денот, што би се рекло, на секој граѓанин, обичен на нашата татковина, за жал, констатацијата дека ние имаме тренд на опаѓање, на вреднување на вистинските вредности. Побели, сакаше да кажеш нешто? Зборите ќе ги гледам тие права некои човечки воно. Каде е народно правото на работниците што ги напушта сега? Кој совет они, и таму секретари и председатели, не се мешаме тие работи, дали имат список за овој пандемијата сега колку луѓе се напуштени од работа? Тај е работил, носил е дома патилеп. Он е сега пуштен под завода се. У завода има евиденција таму колку се напуштени. А тие се са над 50 години, 55. Излажаа ги тука со тие дека 5 години може да се оде порно пензија, са бајле, слушам, само за администрацијата важи. А тоа се са работници. Сето тоа што он го раскажа е целата приказна од аспект на граѓанин, кој што недоволно бил информиран за неговите права и за тоа како да ги отствари. Заради тоа ние работиме во главно од аспект на информирање на работници за тоа кои се нивните права и како можат да ги остварат своите права, за да не се доведуваат во ситуација како што се довел Чичко Ацо, да треба по завршувањето на постапката да побара правна помош од грански здруженија и да му кажеме дека всушност се информирала на погрешно место, дека тој имал права, меѓутоа дека се пропуштени сите рокови и дека сега сме во ситуација кај што не можеме да му помогнеме. Да, така треба до крај да се терат постапките, меѓутоа треба и на време да се информираме. Значи ние даваме како здружение сме во контакти со работници, ги советуваме работниците на кој начин може да ги остваруваат своите права, меѓутоа многу се чести случаевите кога работниците доваѓаат веќе кога е доцна, кога ги пропуштат сите рокови. Заради тоа прво треба да работиме на едукација, работниците навремено да се информираат за тоа кои се нивните права и што треба да превземат во конкретниот случај, а не откако ќе заврши целата постапка на суд да се обраќаат кај нас и да не тражат како последна инстанца. Заради тоа што зборам за конкретниот случај на господина Тацо, кој што стварно имал права, меѓутоа ги пропуштил сите рокови за да си оствари. Во однос на целата ситуација со отпуштањето, се наоѓаме се уште во состојба на пандемија, кај што сите се соочуваме со криза, кај што и работодавците во одреден момент, јас сега не можам да спорам од страна на работодавците, меѓутоа е приватен сектор и ја кажуваме ситуацијата состојбата како што они ни ја пренесуваат на нас, дека и тие се соочуваат со недостиг на
работа и дека тоа доведува до отпуштање на работници, до намалување на производството, до раскинување на договорите со партнерите. И тоа не е само кај нас, туку е секаде во свет. Вака, најпрвен да ве поздравам. Јас од неодамна сум председател на Советот на општина Штип. Го заменив досегашниот председател Јане Миланов, кој што во моментот ја извршува функцијата заменик градоначалник. Јас би проговорила од делот на заложбите на општината, Совет, градоначалник и службите во рамки на општината, околу тоа што ние преземавме за да има еднаков третман на граѓаните, еднаков пристап. Ќе го земам како најеклатантен пример, овој во моментот за пандемијата. Како Совет беа донесени редица на одлуки да се помогне како на граѓаните, како поединци, како и на фирмите, на правните субјекти, се со цел полесно да ја надминеме оваа ситуација. Ќе ги земам, например, за граѓаните беа ослободени од плаќањето на паркинг. Има можност, значи, добија најранливите категории социјални пакети кои што во екот на пандемијата беа доделени. Исто така до нас стигнуваат и барања за еднакратна парична помош, кај што поединецо, за секој поединец се разгледува ситуацијата, колку има можност и во рамки на нашиот деловник и правилник за работа, гледаме на оние кои што се навистина загрозени, да изнајдеме начин и форма како би дале барем еднократна парична помош, со што би и помогнале. Фирмите беа оние кои што не појавиле никаква активност во периодот кога беше полицискиот час и се, ослободени се од фирмарина. Нашата општина се вклучува и во проекти за општокорисна работа како дел партнер заедно со UNDP, дел од средствата кои што ги даваме. Ова станува збор за луѓе кои што се под Агенцијата за вработување, можат да конкурираат на истото и да бидат вклучени во оваа општокорисна работа, исто како што агенцијата има свои посебни програми за работа. Во делот на прашања кои што ги отворивме, за жал можам да кажам дека општината нема надлежност во делот на тоа колку лица. Ние би во консултација со граѓански здруженија, со поединци, може да дојдат информацијата, да бидеме запознаени, па да побараме со сите останати општествени чинители помош како би решиле дадена ситуација. Меѓутоа, општината во делот на тоа колку лица останале без работа и дали можеме да го покриеме, немаме надлежност. Еве ви кажав, во делот на еднократна парична помош која што можеме да во дадени случаеви било за лекување, било за помош, еве например за фамилии кои што имале 5-6 дечиња при почнување на школска година за обезбедување на приборени такви работи, имаме можност. Меѓутоа сме секогаш отворени за соработка и покрај тоа што можеби дел не е наша надлежност, се обидуваме заедно со правни лица, со субјекти да изнајдеме помош и да помогнеме на сите граѓани. Јас понекогаш добивам впечаток дека ние секој од нас тргнува на тоа дека моето право е највисоко, никогаш не сакаме да ја сослушаме другата страна како поединец. Ова не го зборувам како председател на Совет, туку го зборувам лично јас, дека секогаш мислиме дека оно што го кажуваме ние е вистина, меѓутоа мораме да ги согледаме сите аспекти, сите страни и да изнајдеме решение. Имаме погрешен пристап кога ќе речеме јас сум во право и не сакам да сослушам без разлика за кој орган, дали поединец и било што станува збор. Затоа треба секогаш оно што и Симона го спомна, ние како поединци не ги знаеме можеби сите наши права, меѓутоа во непосреден контакт, комуникација и се да не тргнуваме од тоа дека делот јас сум во право, немам да консултирам никој и на крајот кога ќе се испостави нешто, тогаш да побараме помош. Мислам дека на временото консултација со било и како поединец, еве на пример јас како личност сум правник, може секој граѓанин без разлика што знае дека сум правник да ме пита: "Абе Маријана, го разбираш ова како во кој дел, познато ти е?" Не мора да параме директно до органите и како граѓани можеме да си помогнеме едни на други. Повели. Јас сум комуникацијна на здраво. Прво што дел трудова инспекција. Кажаа ми, пиши прила, ојдеално. Трудова инспекција на ми е долом на сутија. Вика, ние ништо не можеме, приватен сектор бил. А тај приватен сектор мега го зема без пари. Тоа никој не му е јасно. Тогава требаше, наместо да дадат градоначалник, да дадат му го мебел.
Тия комбинации ще правите не ги знаете ли? Ама има народ, некој слуша и после не му се угоди нещо и оде по народ да кажува кой колко вземал, що украдал. Я нещо, аз съм си работник и пенсионер съм сам. И ще вика, ти ми дал на мене помощ. Колко? 10 лева. Не ми трябва на 10 лева помощ. На мен ми трябва да ми я качи пенсията, 11 000 ми е пенсията. И ляво народ ми я качи пенсията, стално ги имам. А не да ми лажи мен се от 10 лева. Или еднократна помощ. Ки ти дадат 5 лева еднократна помощ, ки ги изядеш и готово нищо. Вака сега, значи зборуваме за нешто што се обраќам како председател на Совет на општина. Затоа ви реков разграничувањето помеѓу надлежностите и тоа што имаме во своја моќ како општина, а донесувањето на законите, покачувањето. Јас ќе ве замолам исто така и во име на колешката, ако може прво да се сослушуваме и второ, ако може да се договорите да во институционални рамки да влезете во комуникација, затоа што убаво е вака разговараме, но не да се расправаме. Затоа што така... Джабер, јас само ти кажам. Чекай, јас да ти кажам, лани у март, не ва година, лани 2019 година, доаѓах горе кај градоначалникот да тражам помош. Тоа е едно Александър Никосовите момци, таму надвор седал. 3 пъти доаѓам, пише ми на тоа, ќе телефонски ме клејам. Уште ми чекам да ми звонат да ми кажат што се направи. Ево, што не те знае, те кажа. Мојавето подече, ако може да не се прекинувате, те слушува. Повелете да искажете. Во тој дел би само сепак ние во рамки на општината постапуваме во дел и можности кои што ние ги имаме по закон, по правилник, по статут на општината и она непосреден контакт каде што ние како поединци сепак би можеле да имаме како граѓани познавањето лично, сепак Штип станува збор, можеби не толку мал град, меѓутоа ние во Штип за велиме ако некого не го знам на име, сигурно го знам на лик. Така да сметам дека можеме во форми, начини секогаш пронаоѓаме доколку на некој на вистина ни е потребно да помогнеме. Не знам нешто, можеби заборавам некој дел доколку вие имате некое дополнително прашање во кој дел, бидејќи и досега сум член на Советот, сега сум председател, меѓутоа сум вклучена во овие, а и досега како дел од ваквите организации на невладини организации, секогаш сум сакала да бидам вклучена како активист од најмали години. Така да... Благодарам. Ви благодарам и јас. Се надевам дека ќе соработуваме. Горан сака нешто да додаде. Се надевам дека ќе зборуваме малку од аспект на културата и зелените вредности. Повели Горан. Здраво, Биве, ти благодарам за укажаната можност. Ние како институција секогаш зборуваме, еве 40 години правиме традиција, ова година завршува, меѓутоа во време на пандемија, малку и незгодно да се обележи овој момент и овој значаен датум и година за нашата институција Дом на млади Штип, што значи ни со овие 40 години се поминале некаде па малтене бројка над 10.000 млади уметници, талентирани, кои се били професионалци, кои се били аматери и секогаш нашата институција се е трудела да ги стимулира, мотивира овие млади уметници, да ја даде поттик да сонуваат, а со тоа воедно и општеството да ги препознае преку нивната работа. Тоа најчесто го тоа гледаме преку настапите на нашите реномирани фестивали. Сега заврши овогодинашното издание на Макфест. Значи таму имаме исто млади деца кои излегува на таа сцена за прв пат, а прво представување беше во Дом на млади. Имаме млади уметници аматери кои што се занимаваат веќе со производство, кои што првите идеи како тоа да го направат и како да можат да екзистират од својата сопствена уметност е преку имплементирање на различни цртежи на мајци, на чаши да прават и сето тоа, и тоа да го стават во контекст на да е промоција на нивната уметничка вредност, а и воедно да можат и да заработат нешто како млади уметници.
Секогаш Дом на млади ќе ја има оваа визија и во овие 2 години веќе ја забележуваме и динамиката како младите сакаат да учествуваат во овие творештва и креативни дејности, затоа што мислам дека на крајот од денот, дека на еден млад човек да му подадеш рака во даден момент, можеби ќе стане и наредниот ден или во животот најголемиот уметник што постои. И вреди секогаш на младите да ги подаваме рака и да ги подбутнуваме во нивните идеи за тоа да бидат креативни, творци. Еве имавме забележувам во низ градот ни се случува една нова појава, а тоа е дека и во останатите локали во кои што се кафе-барови во нашиот град веќе почнуваат да се промовираат млади уметници кои што пишуваат поезија. Тоа е добро и тоа ни дава за знак дека ја движиме културата во прав правец и забележуваме дека и другите објекти низ градот промовираат културни вредности и млади таленти, што е добро и мислам дека ако продолжиме со тој правец и динамика дека ќе можеме да ја подигнеме и културата во нашиот град на повисоко ниво, а и ќе можеме самите уметници да ги ставиме на педестал за да може да чуваат гргајните. Затоа и така ги градиме вредностите, оние кои што кажавме дека не е мртвата точка во прашање, туку во прашање е изместените вредности во кои се наоѓаме, имаме еден базен од толку многу проблеми кои што секогаш викаме кој е поприоритетен да се реши во моментот во кој што живееме. Кога ќе ги погледнеш сите тие проблеми, зборам конкретно кај младите, станува една палета на проблеми што кој да го земеш е приоритетен. Значи, од некаде мораме да тргнеме и секогаш тргнуваме од она што е најбитното, е да овозможиме прво инфраструктурни услови за творештво на младите, потоа да обезбедиме доволно буџет според рамките на општината која што го има, за да ги потикнува младите во творештвото. И третиот дел е самата институција да застане во името на овие млади и да ги потикнува за вредностите кои што сакаме и ние како цели и програми се впишени во нашата програма. Тешко е, не е лесно, не е едноставно лесно, меѓутоа да градиме една вредност, мораме континуирано да ја градиме. Ако ја изградиме ние до едно ниво, ни се случувало во претходните години тоа да биде срушено, таа невредност да стане вредност, како што кажа и секретарот на општината, и тоа е многу голем проблем. Јас тоа најмногу го гледам кај младите е изразено, затоа што младите тоа го имат имплементирано кај нив како секојдневие и дека тоа е така, што за жал не е така и секогаш се наоѓаме на некои инстанци, граници, дека мораме да разговараме, да тие вредности ги помислуваме и да ги доведеме онака како што се и во целиот свет. Не измислуваме ние топла вода, ние сме школувани, образувани луѓе кои што целиот живот го имаме посветено на уметноста и преку историјата на уметноста, естетиката за убавото и сите тие писатели кои што пишувале книги за овие вредности ги имплементираме и ги носиме секојдневно. Да, треба да се разговара и најбитно е да имаме консензус. Без консензус не можеме да постигнуваме и решенија и прогрес за да можеме да се движиме напред. Со младите секојдневно носиме консензуси. Консензус еве во издавањето на книга, еве општината во ова Штипско културно лето извоевме да промовираме двајца млади поети преку издавање на нивните книги кои што ги напишале, преку промовирање на уметници, млади уметници и оставање траги во нашиот град и во самиот Дом на млади, организирањето и промоцијата на младите музички таленти, преку промоција на нивни албуми, творештво, она што представува автентично и нивно креативно творење кое што времето го потрошиле за да го представат пред нас, а ние сме го виделе дека тоа представува еден квалитет за културната понуда во нашиот град. Има секогаш повеќе уметници кои што треба да се представат, меѓутоа секогаш и можностите се оноку што ни се дадени. Работиме на овие работи, вредностите работиме на вредности, веруваме во овие вредности, затоа што ги гледаме и дека се случуваат и во нашиот град, се имплементираат полека тихо, меѓутоа ако ги забележуваме и ако ги гледаме тие нишки, ќе забележиме дека културата се полека дига помеѓу младата популација, што ми дава за можност да кажам дека сме на прав пат во овој дел и ако имаме, како што имаме и соработката со
општината, со советот и со градоначалникот, со слухот за тоа како треба културата да ја развиваме, гледаме дека и резултатите се веќе на повисоко ниво. Тоа се тие некои работи со кои што се соочуваме секојдневно како институција. Меѓутоа, јас верувам дека ние можеме со младите многу да постигнеме, меѓутоа треба да работиме. Едукацијата е најбитната работа, како што кажа Симона. Проблемот со Чешковци е еден дел од таа нишка која што е изоставена, меѓутоа ние имаме млада генерација и мораме да се посветиме на нив и мораме целото знаење и енергија да биде фокусирано на нивната страна, затоа што не смееме да се дозволиме да се вратиме пак на истата ситуација, не смееме да се дозволиме од кај што тргнавме од утврдување на уставноста на минималната плата, дали е уставна минималната плата која што имаше беше 9000 денари. Го знаете тој проблем, тоа беше еден од најголемите проблеми, затоа велам имаме базени од проблеми кои што сакаме да ги решаваме. Имаше едно прашање Џабер кој што го наметна дали и со сиромаштијата, со сиромашните луѓе како да се постапи и да се извадат овие проблеми. Јас секогаш верувам дека едукација. Од едукација до подобрување на економската состојба на граѓаните и благосостојбата нивна на живењето, мислам дека е клучот во нашето општество. Меѓутоа мораме да разбереме и ние како граѓани сите сме работници и кога ќе почнеме да работиме една работа, мораме да бидеме професионалци. Што значи тоа? Тоа не значи дека платата треба да бидеш професионалец во работењето, него тоа значи достоинството, твојот кредибилитет, образованието кое што го имаш во себе и кога ќе започнеш една работа да ја работиш, треба да ја сработиш најпрофесионално што знаеш. Ако не знаеш, да се јавиш кај луѓето кај што тоа го знаат, да ги прашаш, да ти дадат совет, да се консултираш. Секаде е тоа од највисоко ниво па до најниско ниво, зборувам и како вработени луѓе, и како раководни лица. Да, јас сум сега во функција на раководно лице, меѓутоа сум работник и морам да работам во името и на вработените, и на општината, и на градот, и на граѓаните, и на младите. Малци ми е поголем товарот кој што го носам. Меѓутоа, тоа е изборот кој што сме го направиле и за тоа нема повлекување. Без разлика дали финансиската стимулација е доволно голема или не, меѓутоа одговорноста е да бидеш професионалец секој ден од сабајле па до завршетокот на крајот на работното време, па и во градот во кој што живееме преку социјалните средби, дружбите и сите тие, и така ќе ги шириме само тие вредности и можеме да ги воспоставиме на едно повисоко ниво. Јас Дали може да дознаеме повеќе за тоа, место каде што зборуваме и за проблемите и да благодарам и на Капса за тоа. Се разбира, ова е еден од многу важните проблеми, многу големите проблеми со кои целата земја се соочува. Се разбира, младите се колку што се метат, толку се и жртви, дури и оние кои го промовираат говорот на омразата и тие се жртви на тој говор на омраза, бидејќи говорот на омразата е алатка, политичка алатка за политичка пресметка и заради тоа мислам дека треба сериозно. Ова е тоа за што зборувавме ние дека изместените вредности, како екалтатниот пример на изместените вредности во нашето општество се преслика или ги видовме на лице место низ правата призма. Како тоа хулигани од млади луѓе пробаат да дискредитираат, па дури и да ги тепаат овие млади лица, затоа што само знаат да цртат. Овие млади деца работеа 60 дена работеа на 30 уметнички дела во домот, кој што ги оставија како белег и низ самиот град, низ Кртеќе имаше еден прекрасен мурал кој беше исцртан од овие деца. Имавме под мостот на влюбените уште еден мурал кој што беше исцртан и беше исто така уништен од страна на оваа хулиганска банда, значи која што вредноста нивна е насилството. Без разлика тоа што ние укажувавме дека овие деца
не ви прават ништо лошо на вас, дека овие деца цртежите што ги има нацртано не се однесуваат со навреди, со сето тоа, туку носат, промовираат пораки на соживот, на идеи за прогрес, на идеи за иднина, за она како да сонуваат младите и да ги потикнеме младите да сонуваат што повеќе, за да можат и да направат нешто повеќе за ова општество. Затоа што нашата идеја во нашиот дом е младите да ги задржиме овде и да сонуваат овде како да изградат едно подобро општество, а не да ги мотивираме да се иселуваат и да живеат надвор. Затоа што да излезеш од родното огниште надвор е многу лесно, но почетокот од нула е многу тешко. И затоа ние си тежиме на местото кај што сме и веруваме дека делуваме, како викаме, мислиме светски, а делуваме локално. И затоа мислам дека тоа е еклатантниот пример што ни се случи со младите и многу жалам за тоа, за овие искривени вредности што ги имаме во нашиот град, и тоа се навреди, па и дури на етничка, полова, дискриминација и сето тоа што се случува. Тоа е недостаток на образованието и само свеста за почитувањето на индивидуата од другата страна, затоа што јас не сакам некој мене да ми пречи во тоа што сум јас, и јас не сакам него да му пречам во тоа што е. И тука е кругот на демократијата и тука се тие кругови што си ги имаме околу нас, и ако си ги почитуваме тие кругови, мислам дека ќе бидеме едно многу подобро општество. Тоа е генерално, верувам дека ја сватија пораката. Сега што се случи, само да ти докажам. Стана уметници хулиганите моментално во нашиот град и имат нацртано околу 7 мурали. И ни еден мурал не е уништен. Тоа она што треба да го разберат, а го учат веќе според тоа како што стоат нивните мурали под зидовите, значи сигурно имате и научено и пораката дека никој не ги мрази, никој не ќе да им ја уништи нивната работа и дека секој ден го гледаат тоа преку стоењето на овие мурали во нашиот град. Затоа што нивните мурали стоат, на децата муралите се ишкратени. Тоа се шкратени од нивна страна, пошто се подпишени со истите подписи кои што се носат, ултрабанда. Значи, тоа се тие некои поенти нишки кои што ги гледаат овие млади деца секој дневно, и мислам дека ќе разберат пораката на толеранцијата од другата страна кој што ја направија на правдата на овие млади деца и таленти. Барем ја имаш нашата подршка во Горан, ова се однесува на делот за последниот мурал кој што излезе на или уште од претходно првите мурали кои што беа нацртани, што велиме на квартек е на делот. Да, за тие станува збор. Тоа станува збор беше проект на Дом на млади и беше камп за таленти под водство на локален штипски уметник, девојка која што го водеше овој камп за таленти, каде што се собраа дечиња со талент и дарба за цртање. И тоа се случуваше едно цело лето, тоа е 2018 летото. Да. Прашувам бидејќи муралот за кој што прашувам на градскиот стадион, кој што имаше во символ виножито, кој што кај нас има добиена очигледно перцепција дека виножитото е само символ на ЛГБТ заедницата. Тие не дочекаа ниту да го видат муралот, што ќе заврши, кога ќе му биде неговата порака. Социјалните мрежи буквално блуе од, да не именувам, не ги сакаме таквите, вие ќе направите. Никогаш, за жал, од млади луѓе, кои што треба да ја прифатат различноста и кои што треба малку да се едуцираат, да покажат респект и се да рече, почитувај ми го ти моето право, јас ќе го почитувам твоето. Затоа и прашав, бидејќи тоа беше буквално проследено со говор на омраза на социјалните мрежи, барем оние што се знае, во моментот, денот кога почна воопшто, беше, мислам, дека само првиот да заврши тој мурал. Да. Па затоа и уметноста е тука некогаш да не потикнува, некогаш да не размрда, некогаш да не налути, ама не е секогаш тука и да не гали. Значи, затоа и уметноста мора да постои, таа мора да биде процепо кој што ќе го правиме во нашето општество, некогаш звучи изненадувачки и не слепува со реалноста многу брзо, а ние како општество не сме подготвени за секогаш за овие работи, меѓутоа преку уметноста, културата, јас верувам дека граѓаните и младите и возрастните ќе можеме да ги надминеме овие разлики како општество што ги имаме. И се надам дека ќе бидеме едно потолерантно општество, и затоа јас верувам секогаш дека преку диалог може да се решаваат сите проблеми
и дека насилството не треба да биде како опција никош ни да постои, ни па да се зема во предвид, затоа што доста народ изгубивме, доста млади изгубивме и мислам дека немаме време и место за такви веќе работи. Тоа е отпред. Ти фала. Па мислам дека можеме да привршуваме. Повели Џабир, можеш да завршиш. Ако стави резервната картица и акумулаторите. Да не им снема струја ошти. Стvarno е малце тешко да се дише овде. Многу кратко би сакал да ви заблагодарам на вистина квалитетните интервенции. Јас би сакал и да ве информирам што ќе се случи со еден поголем дел од овој материјал, а тоа е дека тој во целост ќе биде транскрибиран, ќе стане дел од нашата архива, институционална меморија и на проектот и на организацијата, а еден дел во видео формат ќе биде исто така и објавен на нашата медиумска платформа, која сигурно ви е позната. И исто така еден дел од тоа низ анализите и низ сублиматот што ќе го направиме од целиот материјал што го собираме од целата земја, ќе биде дел од тоа што го споменав и во првото обраќање, а тоа ќе биде дел од препораките до централните и локалните власти, институции, организации, медиуми и така натаму, на националната конференција. Истото тоа ќе биде доставено и до нашите партнери, кои се многу значајни, барем според нас, и во Германија, а се разбира и на меѓународно ниво ќе биде достапен тој материјал, бидејќи нашата медиумска платформа објавува и на англиски јазик. Тоа што од оваа средба ми останува да споделам како впечаток, како ми дозволите, пред се морам да кажам, другарот Ацо ми остави впечаток тоа што ја сподели, му благодарам за тоа што ја сподели својата мака. Јас, ако како граѓанин зборувам, би сакал да апелирам до релевантните институции и лица во институциите да обрнат внимание на неговиот предмет. Јас верувам дека видете, сите ние страдаме од тоа да не бидеме доволно информирани. Ќе речете јас дека сум информиран, пишувам, следам и така натаму, меѓутоа верувајте, некогаш и високо информирано лице, граѓанка може да заборави или да превиди некоја процедура, некаков закон или некаква мерка и да направи грешка, да не стигне некој рок и потоа да трпи последици. За среќа, ние веќе 3 години живееме во општество кое е ослободено од тиранијата на еден режим. Ова зборувам лично, како граѓанин и активист за човекови права. И за среќа имаме институции, луѓе кои живеат во тие институции, кои се професионализираа во меѓувреме, а меѓу другото и политиките и практиките кои се водат во последните години се сосема поинакви. Ориентирани се и отворени кон луѓето. Меѓутоа, никогаш не е доволно. Секогаш има најмалку еден случај кој треба да се разгледа, може би одново, а врз основа на тој еден случај да се видат дали има и такви случаи во обкружувањето, односно во самата општина. Значи, тоа би била прва некоја прва мисла, односно прва препорака која би ја упатил од овде, без да седнеме после тоа да ги систематизираме сите овие наоди за кои зборуваме. Понатаму би сакал да кажам дека навистина е многу значајно тоа што, иако е мал составот, ние никогаш не сме биле по големи бројки. Може да дојдат 1000 луѓе, вие да немате квалитетен инпут во една дискусија, меѓутоа може да дојдат и 7-8 луѓе, од кои вие можете да направите 3-томна анализа после тоа за тоа што тие го кажале. Со малку зборови и представничките на општината
високите представнички на општината и нашиот соборец и колега Горан, инаку директор на една важна институција, и мојата другарка и соборка Симона кажаа многу значајни работи кои ние мораме да ги запомниме и ги ставиме во одреден систем. Намерно изоставив во овој дел, а нема да го заборавам, представникот на политичката партија, кои се за нас исто така многу важна работа. Меѓутоа, политичките... И советник, да. Во тој случај, значи, 2 представнички и 1 представник. Представниците на политичките партии сигурно треба да бидат свесни дека ние како невладини организации внимаваме на нашата комуникација и соработка со политичките партии. Политичките партии се оние кои ние попрво ги наблюдуваме отколку што соработуваме со нив. Можете да замислите и зашто, бидејќи нашата комуникација е претежно насочена кон тоа да комуницираме со граѓанките и граѓаните и да се обратиме до институциите во нивниот институционален капацитет, за да можеме да артикулираме одредена комуникација со потреби, барања, очекувања, кои потоа ги ставаме во некаква системска или проектна или пак стратешка целина. Со политичките партии соработката се разбира дека не е исклучена, меѓутоа повеќе би ја задржал на комуникација и размена на ставови, меѓутоа едно заедничко настапување може да се случи само во примерот на едно рушење на режим, кога сите граѓанки и граѓани влегоа во фронт заеднички за да можат да урнат една клика, меѓутоа не и во ситуација во која имаме сепак колку толку нормални околности и тука приближувањето, преголемото приближување на политичката партија со одредена невладина организација може да доведе до политизација на невладината организација. Но, се разбира, политичките партии во нивните членови се добредојдени да бидат дел од невладини организации, да го споделуваат своето искуство однатре и така натаму. Тоа исто така е важно. Една многу важна поента што произлезе од оваа дискусија овде денеска, според мене, ако извинете ако ја наречам и најважна, е едукацијата, која споменува другарката Симона и другарот Горан. Едукацијата за работничките права е обврска и на системот, меѓутоа не е во смисла институции, држава и така натаму, меѓутоа не е само на системот. Едукацијата е за работниците и за работничките права е можеби поголема обврска на синдикатите. Јас, да ви кажам искрено, сум бил изненаден кога на една меѓународна конференција во Стокхолм ја видов нашата министерка за труд и социјална политика како зборува како синдикалец. А сум видел синдикални лидери на една друга меѓународна конференција во Белград, каде што синдикалниот лидер зборуваше малтене како партискиот шеф на претходната влада. Она што водеше режимот. И тоа е една фрапантна ситуација. Тоа не е прифатливо. Синдикалниот лидер секогаш треба да биде понапреден и тој треба да биде носителот на активностите за едукација, за борба за застапување. За било кој синдикат зборувам, на било кој ниво, било која гранка. Срамно е тоа што ги гледаме синдикатите како се кријат во пазувите на сопствените интереси. Какви и да се тие, за моќ, за пари или за комбинација. Не е вред да дозволат невладини организации да бидат поголеми застапници и борци за работнички права, да биде секретар на општина поголем застапник или председателка на општина да биде поголем застапник на работнички права отколку синдикати. Тоа е неприфатлива ситуација.
трябва да се приключим на тази институция и да очакуваме от нея нещо да прави. Напротив, трябва да смениме сликата, дека синдикатите се години отсъстваме или овај од ККШ, се извинам, не ли шо спомнувам и минјам, и толку нас само тие, туку треба работниците, најбитно, да сватат дека синдикатите ги сочинуваат тие и дека тие во секој момент можат да основат синдикат, дека синдикалниот лидер не треба да биде некое лице што нема искуство за приватниот сектор во конфекција или во фабрика или во фирма и дека синдикалниот лидер треба да биде работник кој што стварно ќе се бори за правата на останатите колеги, дека ќе го одразува всушност нивниот глас, тоест синдикатите треба да бидат работниците. И најголемата обврска за едукација на работниците имаат работниците. Заради тоа што сега сме во време кога имат стварно достапни места и интернет платформи и за повозрастните ние и цивил и секоја една организација, секој еден активист може да му ја даде навремено информација. Тоа работниците се за жал пасивни, премногу пасивни и не се виновни за тоа. Туку времето во кое сме живееле години наназад и ставило состојба на пасивизираност и на тоа дека само треба да се заработи во парче и да не се мисли дека за своите права ќе мисли работодавачот, дека за своите права ќе мисли некој од синдикатот што не го познаваме и дека треба од корен со младите генерации да почнеме и да зборуваме за тоа дека работниците се тие што треба да ја смеат простивата во Така. и дека работниците се треба да бидат синдикати. Хвала за оваа интервенција, меѓутоа јас би сакал да продолжам и да завршам со една реченица. Се разбира, отворен сум за дискусија на оваа тема и тоа многу сум отворен, заради тоа што имам искуство со синдикатите. Зборуваме за една добра теоретска па и политичка поставеност на тоа што е и што би требало да представува синдикат. Фала за тоа. Меѓутоа ние овде зборуваме, јас барем зборувам за синдикати кои имаат подобар возен парк од шведскиот парламент. Што и не е така многу тешко, бидејќи за никаде име возниот парк на шведскиот парламент, веднаш ќе ви кажам. Меѓутоа можеби и на некои други поголеми држави. Зборуваме за тоа дека ние во оваа земја имаме потреба од едукација. Меѓутоа, не само на работничките и работниците, се разбира, тоа можеме и во секое време го правиме и го даваме. Секој може во цивил да се јави или во Хелсиншки комитет, во други организации, you name it, и да се јави да каже кои се моите права. Некои организации имаат пари, дури и адвокати да им платат на луѓето, некои немаат, како што ние немаме, меѓутоа се трудиме да дадеме што е можно повеќе информации. Работата е во тоа што обврската да се едуцира, јавната обврска да се едуцира граѓанинот, граѓанката или граѓанинот, ја имаат и образовните институции, ја имаат и нели освен синдикатите, ако зборуваме за работнички права, ја имаат и невладините организации, ја имаат медиумите, ја имаат оние што се јавни личности или да речеме инфлуенсери, малку ми е непријатен тој израз, меѓутоа инфлуенсерите на социјалните мрежи. Наместо да се занимаваат со црна пропаганда, лажни вести и дезинформации, тие можат да помогнат во подигањето на општото ниво на познавање на суштествени процеси, на суштествени вредности во едно општество. Заради тоа, едукацијата што ја спомнаа и Симона и Горан, мислам дека треба да биде да влезе во нашиот документ на највисоко место, како препорака, меѓутоа не само до владата, туку и до сите релевантни чинители во општеството, сите релевантни фактори и сектори во општеството. Јас со едукацијата исто така би завршил, како што заврши и другарот Горан. И се разбира, вчера испробав еден слоган, па би сакал и сега да го испробам, а тоа е да ви кажам, зелените доаѓаат.